Почитувани, ви посакувам Божи благослов. 7 важни дарови на сите верници во било кое време во историјата. Благодатта и љубовта на нашиот Господ Исус Христос ни подари големи богатства на духовни дарови. Ова не се некои мали дарчиња, туку дарови кои ги обликуваат нашите животи и ни обезбедуваат вечност. Да ги согледаме овие 7 драгоцени дарови и да се восхитуваме на богатството, што го имаме во Исус Христос, нашиот Господ и нашиот Спасител. Како прво, во Исус Христос имаме одмор. Се одмараме. Што значи тоа? Во Евангелието според Матеј, 11 глава, 28 стих е запишено: Дојдете кај мене сите што се трудите и сте обременети, и јас ќе ви дадам одмор. Тоа се зборовите на Исус. Покана на сите луѓе да дојдат кај Него. Во свет кој често не оптоварува со грижи, со борби и замор, Исус ни нуди длабок дар, одмор за нашите души. Ова не е само физички одмор, туку длабок внатрешен мир што доаѓа лично од Него, преку кого наоѓаме утеха во Неговото присуство преку Светиот Дух кој ни го дал. Зошто? Затоа што Неговиот јарем, тој вели понатаму, и Неговото учење се лесни за носење и не го оптоваруваат човековото битие. Прво и основно, Исус ни дава одмор. Одмор од тежината на животот, одмор од гревовите, одмор од се. Второто нешто што Исус ни го дава, тоа се клучевите на Царството Небесно, на Божјото Царство. Што значи тоа? Во Евангелието според Матеј, 16 глава, 19 стих, Исус вели: Ќе ви ги дадам клучевите на Небесното Царство. И што ќе врзете на земјата, ќе биде врзано и на небото. И што ќе разврзете на земјата, ќе биде разврзано и на небото. Тоа му го рече на Петар и на сите апостоли, а не помалку и нам во денешно време. Исус Христос ги дава клучевите на Царството. Ова го означува авторитетот на црквата. Црквата треба да го проповеда Евангелието и да го отвора патот кон спасение, објавувајќи ја Божјата волја на сите народи на оваа земја и во согласност дека таа волја е потврдена и на небото. Колку е важно да го имаш Христовиот авторитет и да го објавуваш Неговото царство на сите народи. Како трето, Исус ни даде голем дар, а тоа е власт над злите духови. Авторитет над злите духови. Што значи пак тоа? Во Евангелието според Лука, 10 глава, 19 стих, е запишено: Ете, ви давам власт да газите на змии и на скорпии и на целата сила на непријателот, и ништо нема да ви наштети, или во други преводи напакости. Исус им дава на своите ученици и следбеници сила и власт над силите на темнината и мракот, над демоните, тие кои не искушуваат секој ден, односно над секоја демонска сила која се спротивставува на тоа царство што го проповедаме. Ова не сака да каже да бидеме безгрижни, дека нема веќе опасност за нас, туку гаранција дека преку Неговото име и силата на Светиот Дух можеме да се спротивставиме на сите духовни или на тие духовни напади и да го победиме злото и злиот, кој ни приредува секакви искушенија секој ден. Како четврто, прекрасен дар, а тоа е водата на животот. Во Евангелието 4 глава 14 стих Исус рече вака: Но кој пие од водата, што ќе му ја дадам јас, нема да ожедни никогаш. Водата што ќе му ја дадам јас, ќе настане во него извор на вода, што ќе извира за вечен живот. Тоа се упатени зборови на Самарјанката, бидејќи таа не знаеше со кого разговара,
но Исус ја рече дека тоа е водата на животот. На жената кај бунарот Исус и понуди дар што ја надминува физичката. Жет, водата на животот. Ова го представува Светиот Дух, кој ги задоволува нашите најдлабоки копнежи и станува континуиран извор на вечен живот во нас. Душевната потреба не може да се задоволи од нешто материјално или од некои човечки позиции и предности во општеството, туку единствено преку дарот на живата вода што ја дава Исус Христос нашиот Господ. Самарјанката од Исус побара жива вода и тој и даде. Кога ќе го примиш Светиот Дух, ти го имаш најголемиот дар во тебе, кој што нема никош да пресуши твоето внатрешно битие. Како петти дар, Исус ни вели дека тој е леб од небото. Во Евангелието според Јован, 6 глава, 51 стих, тој вели вака: Јас сум живиот леб што слезе од небото. Ако некој јаде од овој леб, ќе живее вечно, а лебот што ќе го дадам јас е моето тело што ќе го предадам за животот на светот. Исус Христос се прогласува себе си за леб на животот. Да, леб на животот. Тој го одржува, тоа е духовна храна, што не одржува вечно. Со вера ние учествуваме во него, примајќи ја силата од него која ни е потребна за нашето духовно патување во овој живот. Во Матеј 4 глава 4 стих Исус многу убаво рече дека човекот не живее само од леб, туку и од секој збор што излегува од Божјата уста. Тоа е духовниот леб што ни го даде Исус и што ќе го даде на сите што ќе поверуваат во него. Исус ни дава и вечен живот, најскапоцениот дар, да живееш вечно, никогаш да не умреш. Тој вели: Јас им давам вечен живот и никогаш нема да загинат и никој нема да ги грабне од мојата рака. Ова е врвниот дар, сигурноста на вечниот живот со Бог. Исус ветува дека оние што веруваат во него нема никогаш да загинат. Не постои таква сила, демонска, небесна или било кој, да те оттргне од Божјата љубов. Туку, тие ќе имаат вечен живот и веќе го имаат уште сега. Тие се сигурни во неговата безгранична љубов и моќна рака. Колку е важно да ја имаш сигурноста во себе, дека нема да загинеш и дека вратите на пеколот и јадот нема да те победат. Ѓаволот ќе се обидува секој ден со сите сили да те одврати од вистината, да те насочи кон друг правец и да те посочува на други патишта, на изглед посигурни, но Бог нема да дозволи неговото лукавство да надвладее над тебе. И седмо, драгоцен дар, тоа е Божиот мир во тебе. Во Евангелието според Јован, 14 глава 27 стих, потоа во Откровение 2 глава 26 стих и 28 па 21 глава 6 стих е запишано вака во Евангелието според Јован. Мир ви оставам, мирот свој ви го давам, не ви го давам како што го дава светот, да не се плашат вашите срца, ниту да се вознемируваат. Исус ни го подарува неговиот скапоцен мир, неговото спокојство што го надминува земното разбирање и човековото сваќање. Овој мир не е само отсуство на конфликт, туку длабоко вкоренета сигурност и надеж што се протега и во вечноста, давајќи сигурност со ветување дека веќе нема да има солзи, болка или смрт на новото небо и новата земја. Тоа не го ветува Исус. Победниците ќе го примат ветувањето да живеат и владеат со Христос и да наследат се што Исус им приреди во небото. Тој самиот рече: одам да ви приготвам место. Дали ти патуваш кон тоа прекрасно место, небесно, каде што е Божјото царство? И, на самиот крај,
Затоа, браќа и сестри, да ги прифатиме овие 7 прекрасни дарови што ни ги даде нашиот Господ Исус Христос и да веруваме во тоа, да најдеме одмор во Него, да ја користиме власта што ни ја даде, да пиеме од водата на животот, да јадеме од лебот што ни слезе од небото и да одиме во сигурноста на вечниот живот и да живееме во мир. Нека овие дарови не оспособат да живееме живот со целосна почит кон Бог. Нему слава во сите векови. Амин.